Ините планови следнава година се ќе зависи од Букурешт, од поканата за НАТО. Имаме две опции. Ако добиме покана, активностите ќе бидат насочени главно кон Сенатот за ратификација на таа покана во Сенатот, кој што би требало да се случи во следните 18 месеци. Покрај ова ќе се заакне економската дипломатија на амбасадата и ќе се заакнува друга public diplomacy, со јавната дипломатија, која што предвидува презентација на Македонија на разни културни настани, на разни предавања и така натаму. Оваа година е година на јазикот во Обединетите нации, на националните јазици, значи година на македонскиот јазик. Планирам најмалку 2 до 3 предавања на разни универзитети за македонскиот јазик да направиме. Јас како амбасадор сигурно ќе во планот ми да се посетат меѓу 4 и 8 универзитети да направам предавања. Како што реков, во февруари веќе имав едно предавање. Се надам дека ќе успееме оваа година да обезбедиме средства да направиме недела на македонската култура во Вашингтон. Таа манифестација може да ја префрлиме и во Чикаго и во другите делови кај што ќе има интерес на САД. Соработката со македонска диаспора ќе се интензивира. Дел од македонска диаспора е тука во Вашингтон, меѓутоа со кој што имам одлични контакти. Исто така има една иницијатива на Владимир Ацев за на некој начин организирање на внатре самата диаспора, дополнително покрај ова што Обединетата македонска диаспора го прави за одредени хуманитарни активности и така натаму. Во секој случај амбасадата е отворена за сите овие иницијативи и од своја страна ќе дава своји иницијативи.